Вести на Канал 8, добродојдовте. Завршниот настан од кампањата "Бидете херои на честноста", што ја организира Државната комисија за спречување на корупцијата, се одржа во Основното училиште Никола Карев во Кочани. Преку практични примери и укажувања на учениците беа представени примери на корупција, како да ја препознаат и да се борат против неа. Во Основното училиште Никола Карев во Кочани се одржа завршниот настан од едукативната кампања "Бидете херои на честноста", што во изминатите 10 месеци ја организираше Државната комисија за спречување на корупцијата. Кампањата е дел од проектот Активност за антикорупција и интегритет, што го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС од Скопје со финансиска поддршка од USAID. Во обраќањето пред најмладите беше истакнато дека е важно тие да разберат што е корупција и кои се незините последици за општеството, а како идни лидери и граѓани на времето што доаѓа да осознаат дека имаат важна улога во борбата против неа. Целта на кампањата е да го доближиме поимот и појавата корупција до децата на многу интересен начин, преку примери, за да можат тие полесно да го препознаваат и да можат полесно да се справуваат во животот. Од досегашни спроведените анкети помеѓу дечињата од претходните училишта, најголем проблем што ги тишти децата е да бидат сведоци на добиени незаслужени оценки. Исто така, нешто што е алармантно, а го посочуваат децата, е дека родителите бркаат врски за да добијат тие повисоки оценки. Токму на тие теми ќе разговараме, за да им кажеме дека е многу поважно да се градат вредности отколку лажни оценки. Секој од некого може да учи, може да не бараат помош од родителите за да добијат повисока оцена. Чи може да им кажат стоп на родителите. Може да бараат транспарентно оценување за време на часот, да не се ставаат оцени во канцеларија. Значи, има механизми како, само треба да бидат со отворени очи и да знаат дека треба да се го добијат тоа што им е заслужено. Без разлика, повисоко, пониско, тоа е нивно. Од Меѓународната фондација за изборни системи во Скопје потенцира дека секој граѓанин има законска и морална обврска да се бори против корупцијата, што не значи само нејзино препознавање и воздржување од коруптивни дејствија, туку и пријавување случаи на корупција. За успешноста на кампањата се погрижија актерите Игор Ангелов и Фисник Зекри, кои на начин близок до учениците ги презентираа лошите страни на корупцијата и добрите страни на одговорноста и честноста. За сценариото беше задолжена Елеонора Венинова, која на вешт начин на дечињата им ја спојува забавата и едукацијата. Полициски службеници од полициската станица Кочани и учениците од сообраќајната струка од Средното општинско училиште Гошови Кентиев ја реализираа кампањата за безбедно патување во зима. Возачите добија совети и едукативни материјали за зимска опрема. Полициски службеници од полициската станица Кочани и учениците од сообраќајната струка од Средното општинско училиште Гошови Кентиев ја реализираа кампањата за безбедно патување во зима. Возачите добија совети и едукативни материјали за зимска опрема. Денес Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во координација со учениците од СОУ Гошови Кентиев од Кочани и Оделението за внатрешни работи Кочани спроведуваме акција чија што цел е да ги потсетиме возачите и останатите учесници во сообраќајот за задолжителното користење на зимска опрема, како и прилагодувањето на брзината според условите на патот и користење на задолжителна зимска опрема, која што вклучува синџири, зимски гуми и останата опрема. Мотото под која се реализираше акцијата беше "Биди подготвен, користи зимска опрема". Настанот исто така имаше за цел да ги потсети учесниците во сообраќајот дека од 15 ноември до 15 март наредната година возачите имаат обврска да поседуваат зимска опрема во возилата, но и да апелираат да бидат одговорни и да направат соодветна зимска проверка и подготовка на возилото. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев со Бирото за регионален развој потпиша договор за набавка на комбинирана машина ровокопач натоварувач за потребите на општина Зрновци.
Сумата која е обезбедена од страна на Бирото за регионален развој е над 4,3 милиони денари. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев со Бирото за регионален развој подпиша договор за набавка на комбинирана машина ровокопач натоварувач за потребите на општина Зрновци. Сумата која е обезбедена од страна на Бирото за регионален развој е 4.311.272 денари. По 27 години постоење, ова ќе биде прва обезбедена комбинирана машина која што ќе најде примена во секојдневието, се со цел на времено утврдување и градење на комуналната инфраструктура за потребите на граѓаните на општина Зрновци. Во договорот е наведено дека пред почнување на работите треба да се именува лице за контакт кој ќе ги дава потребните појаснувања за реализација на проектот. Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со средните училишта Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев реализираа младинска акција за дарување на крв. На истата собрани се вкупно 10 единици со крв, од кои 7 се првократни дарители. Мотото под која се реализираше акцијата беше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со средните училишта Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев реализираше младинска акција за дарување на крв. На истата собрани се вкупно 10 единици со крв, од кои 7 се првократни дарители. Акцијата е наменета за сите средношколци над 18 години, студенти и млади лица од општините Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. Акцијата е 17-та поред што година ја спроведува Општинската организација на Црвен крст Кочани, инаку втора младинска крводарителска акција. Целта на ваквите акции е Црвениот крст да дојде во средините каде што всушност се младите лица и да им овозможи тие за прв пат да даруваат крв, бидејќи знаеме дека и да станат дел од големото семејство на крводарители. Крводарителството како единствен начин на задоволување на крвните потреби и резерви е можност, се дава преку вакви акции можност младите лица за прв пат да даруваат крв со цел да се задоволуваат крвните потреби и резерви во државата. Акцијата се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Мотото гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". В четврток во просториите на Општинската организација Црвен крст Кочани ќе се одржи редовната крводарителска акција. Заинтересираните лица крв може да даруваат во периодот од 8 часот и 30 минути се до 14 часот. Младинската организација Единство при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов организира хуманитарен кошаркарски надпревар помеѓу професори и ученици. Истиот ќе се одржи в четврток во спортската сала Сашо Лазарев Чапо со почеток од 20 часот. Младинската организација Единство при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов организира хуманитарен кошаркарски надпревар помеѓу професори и ученици. Истиот ќе се одржи в четврток во спортската сала Сашо Лазарев Чапо со почеток од 20 часот. На настанот предвидено е да има музички точки, хип-хоп група, лотарија и други активности. Цената на картата е 50 денари, а средствата од овој надпревар ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Успешен настап има представниците од Кочани кои учествуваа на 9-та трка во планинско трчање Струмина трејл кај Штип во конкуренција од околу 200 учесници. Освоија 1 златен и 2 сребрени медала. Солиден успех со освоени 1 прво и 2 втори места постигнаа надпреварувачите од Кочани кои учествуваа на трката во планинско трчање Струмина трејл во Штип. Со златен медал во машка конкуренција во возрастната категорија од 21 до 40 години се закити Златко Николов, кој во моментот е член на клубот Борец од Велес. Сребрени медали и признанија освоија Владо Симеонов од клубот МТБ Исток и Никола Серафимов од клубот за планинарски спортови Осоговски Орел. При тоа, Симеонов се најде меѓу најдобрите надпреварувачи во возрастната категорија меѓу 50 и 60 години, додека Серафимов беше второпласиран кај надпреварувачите над 60 годишна возраст. На трката учествуваа вкупно 200 надпреварувачи, од кои 13 во машка и женска конкуренција беа од 4 клуба од Кочани. Патеката долга 18,5 километри
Успешно ја завршија околу 160 учесници. Од клубот за планински спортови Осоговски орел од Кочани најавија дека во подготовка е организирање на слична трка и на Осоговските планини. При тоа, освен планинско трчење, се планира да има надпреварувачи и во планински велосипедизам. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.